студиото во Вашингтон, добро вечер. Ова е Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во Лондон, првите луѓе на 20 најголеми економски сили бараат начин како да решат глобалната економска криза. Американскиот председател Барак Обама ја повика групата 20 да најде заедничка основа. Според новински извештаи, на средбата се расправаат неколку планови за решавање на финансиската криза. Медиумите пренесуваат извори од средбата според кои комуникето ќе обезбеди $500 милиарди за Меѓународниот монетарен фонд, за да им помогне на економиите што имаат проблеми. Се споменува и начална согласност за црна листа на даночни засолништа, со цел да се изнудат промени во банкарскиот принцип на заштита на приватноста. Во извештаите не се вели што е решено во однос на приматот на американскиот долар во глобалните финансиски трансакции. САД и Британија начално инсистираат на поголеми владени вложувања како начин за потикнување на економскиот растеж, но Франција и Германија вршат притисок за построга финансиска регулатива. Американскиот председател Барак Обама, не придавајќи големо значење на разликите, рече дека лидерите на Г20 можат да дојдат до план што ќе ги постигне двете работи. И додека во Лондон се кова план за решавање на кризата, во САД бројот на новоотпуштени работници кои се пријавиле за социјална помош нарасна на највисоко ниво во последниве 26 години. Владиниот одел за труд соопшти дека минатата недела тој достигнал 669.000. Рекордно висок е и бројот на американците кои примаат социјална помош поради невработеност повеќе од една недела, преку 5,7 милиони. САД и Јужна Кореја најавија енергична и заедничка реакција на меѓународната заедница, доколку Северна Кореја го изврши најавеното ракетно лансирање наредниве денови. САД, Јужна Кореја и Јапонија сметаат дека лансирањето е параван за тестирање на балистички проектил од долг домет и тврдат дека би ги прекршило резолуциите на Обединетите нации. Северна Кореја пак тврди дека ќе лансира сателит за мирнодопски потреби. Хрватска и Албанија станаа 27-та и 28-та членка на НАТО. Вчера на церемонија во Стејт департментот поднесоа документи со што беше заокружен процесот на прием. Хрватската амбасадорка Колинда Грабар-Китаровиќ кажа дека оваа рунда на проширување е важна за целата Југоисточна Европа, бидејќи ќе помогне да се обезбеди и стабилизира регионот. Албанскиот амбасадор Александер Салабанда рече дека неговата земја е подготвена за сите предизвици и обврски на членството. Американскиот заменик државен секретар Джеймс Стајнберг изрази надеж дека Македонија ќе стане членка веднаш откако ќе биде решен спорот околу името. Во продолжение на Newsflash, канадски истражувачи тврдат дека откриле компјутерска мрежа на шпионирање, базирана главно во Кина, што вршила упад во компјутери ширум светот. Според извештајот на група компјутерски аналитичари од Универзитетот во Торонто, заснован на речиси двегодишно истражување, шпионите од мрежата наречена GhostNet продреле во речиси 1300 владини и приватни компјутери во 103 земји. Компјутерскиот аналитичар Нарт Виланова вели дека тие можеле да ги контролираат компјутерите од далечина. Замислете што се може да стори напаѓачот со ваква контрола. Да презема документи, да го копира чукањето на тастатурата, да праќа електронски пораки од ваша адреса. Истражувачите тврдат дека шпионите ги нападнале канцелариите на духовниот водач на Тибет, Далај Лама, кој живее во екзил, а кого Кина го смета за сепаратист, потоа Министерството на надворешни работи, амбасади. Аналитичарот Грег Валтон не може да потврди дека кинеската влада била вмешана во шпионирањето, но операцијата била контролирана преку компјутери што претежно се лоцирани во Кина. За сега не се знае кои се напаѓачите, а официјален Пекинг порекна секаква вмешаност. Па сепак професорот по политички науки на Универзитетот Хонг Конг Джозеф Чинг подсетува дека кинеската армија пред неколку години заговарала компјутерско шпионирање. Поради фактот дека Кина армиски стои послабо од другите светски сили, па оттаму треба да развие информативна технологија, што може да ги парализира компјутерските системи на одредена земја. Во САД компјутерските стручњаци се загрижени и дека глобалниот компјутерски црв, наречен конфикер, месецов би можел да попречи милиони компјутери, мрежи и интернет страници.
Секоја година илјадници посетители од Соединетите Американски држави и од странство се собираат во Вашингтон за цутот на црешовите дрвја околу езерцето во близина на споменикот на Томас Джеферсон. Колегата Валер Гергели мина цел ден со камерата ловејќи ја во убавина. Јапонија ги подарила садниците на сад во далечната 1912 во знак на пријателство меѓу двете земји. Фестивалот Црешов цуд, што за прв пат се одржал во 1935 стана едно од иконичните обележја на Вашингтон. Годинава двете недели прослава на цутот ќе го одбележат настапите на вашингтонскиот балет, енка стил пејачот Джеро, како и њујоршкиот ансамбл Кобу, кој комбинира елементи на традиционалните јапонски таико тапани со степување. Повеќето од оригиналните садници се уште цветаат. Ги посадиле тогашната прва американска дама Хелен Херон Тафт и јапонската вице-контеса Чинда. Околу езерцето денес вкупно има 3000 садници. Магнет за сетилата кога се во полн цуд од почетокот до средината на април. Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.